Вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Обвинителството бара 48-часовен притвор за 4 лица за пожарот во Трубарево. Основното јавно обвинителство Скопје вчера извести дека започнало истрага против 4 лица поврзани со пожарот во село Трубарево. Кривичната постапка се води под основано сомнение за учество во дело за грозување на животната средина и природата со отпад, според член 230 од Кривичниот законник. Јавното обвинителство ќе бара од судија на претходна постапка определување мерка краткотраен 48-часовен притвор за обезбедување докази. Како што наведува, оваа мерка е потребна за да се овозможи целосно расветлување на околностите што довеле до настанување на пожарот во складиштето за електронски отпад. Нивните конкретни действија се испитуваат, но станува збор за 56 годишен управител и собственик на две правни лица, 22 годишна управителка на трето правно лице, 42 годишник во својство раководител на подружница и еден 59 годишник вработен како правно лице. Се испитува потенцијална одговорност и на други лица, се вели во соопштението. Премиерот Христијан Мицкоски попладнето потврди дека 4 лица се приведени и дека истрагата е во тек. Приведен пратеникот Сашко Јанчев по сообраќајна несреќа во Илинден. Левица тврди дека не бил пијан. Пратеникот на партијата Левица Сашко Јанчев вчера во раните утрински часови е уопсен откако учествувал во сообраќајна несреќа во која се повредени двајца малолетници, од кои едниот се бори за живот. Сообраќајната несреќа се случила на 13 септември во 12 часот и 50 минути по полноќ на крстосницата од улицата 10 во село Марино, општина Илинден и сервисната улица меѓу патничкото возило Hyundai Tucson со гевгелиски регистарски ознаки, управувано од 36 годишниот пратеник Јанчев и мопед управуван од 16 годишниот МД од село Идризово, соопшти полицијата. Од владеачката ВМРО ДПМН побараа пратеникот Јанчев да поднесе оставка од функцијата од морални и етички причини. Партијата на Јанчев Левица објави детално соопштение во кое ги демантира дел од медиумските известувања за сообраќајната несреќа на пратеникот, нарекувајќи ги дезинформации. Таа објави и фотографија на која се гледа дека мопедот удрил странично во автомобилот на Јанчев. Според соопштението на Левица, сообраќајната несреќа се случила поради удар на нерегистриран и неисправен моторцикл без светло, управуван од малолетник без возачка дозвола и без заштитна кацига, кој возејќи со неприлагодена брзина се забил во совозачката врата на автомобилот на пратеникот. Мицкоски вели дека подметување и диверзии ќе има и во иднина од центри на моќ кои не сакаат оваа влада да успее. Премиерот Христијан Мицковски вели дека пожарите што се случуваат во државата се организирани од центри на моќ од државата и надвор, зашто, како што нагласува, има информација од службите. Сакам да кажам дека вакви работи ќе се случуваат и нема да престанат и сакам да упатам апел и до граѓаните дека вакви подметнувања и диверзии ќе има и во периодот кој што следи, затоа што има центри на моќ во државата, но и надвор кои што не сакаат оваа влада да успее. Ние ќе се бориме. Тие ќе продолжат да подметнуваат, ќе продолжат да креираат, да лешинарат, а ние ќе продолжиме да работиме, да се бориме и на крај ќе победиме, изјави Мицковски во одговор на новинарско прашање во Трубарево, каде вчера избувна пожар во објект со електронски отпад. Мицковски додаде дека она што се случува сега и она што се случуваше летото и со кое успешно се справиле ќе продолжи, затоа што, како што нагласи, некој има интерес тоа да продолжи, но оти ќе биде поразен. Стојанче Ангелов вели дека избувнувањето на пожарите не е случајност. Имам право да се сомневам, но тешко е да се докаже. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов останува на ставот дека неговата перцепција е дека избувнувањето на пожарите не е случајност и оти се работи за хибриден напад на владата. Од разговорот со собствениците на Ф групацијата, во чиј објект со електронски отпаден материјал во Трубарево избувна пожар, беше укажано оти настанување на пожар во ваков обем бара сериозен напор. Само запалувањето не почнува со толку силен интензитет. Вчера во исто време имавме два пожари. Еве да претпоставиме едниот случајно да избил, но два пожари во исто време веќе не верувам дека се случајност, рече Ангелов на вчерашната пресконференција во владата.
Османи јавно го повика Меджити да си поднесе оставка. Кандидатот за градоначалник на Чаир Дуи Бујар Османи денеска упати критики до министерот за животна средина Изет Меджити и негов против кандидат за градоначалник на Чаир и јавно побара да си даде оставка од функцијата, обвинувајќи го дека не само што ги користи државните ресурси за сопствена кампања, туку и директно го загрозува здравието на граѓаните со својата неактивност. Османи истакна дека во ситуација кога јавноста очекуваше реакција, инструкции и информации од Министерството за животна средина, Меджити не се појавил ниту пред јавноста, ниту на терен, додека граѓаните во Трубарево морале да се евакуираат доцна во ноќта, а целиот град се задушувал во отровен чад. Најпрво сметам дека тој требаше да поднесе оставка уште истиот ден кога се кандидираше, за да биде над преварот еднаков. Меджити, наместо да ја напушти функцијата кога влезе во изборна трка, остана министер со полн капацитет и буџет на располагање, нешто што е длабоко неморално и нефер. Се кандидира со платата на министер и прави кампања во Чаир со ресурсите на министерството, рече Османи. Израел го интензивираше бомбардирањето на Газа за време на посетата на Рубио. Израелските сили уништија најмалку 30 стамбени згради во градот Газа и принудија илјадници луѓе да ги напуштат своите домови, соопштија палестински представници, додека американскиот државен секретар Марко Рубио пристигна во Израел за да разговара за иднината на конфликтот. Израел соопшти дека планира да го освои градот, каде што се засолниле околу 1 милион палестинци, како дел од својата декларирана цел за елиминирање на милитантната група Хамас, со засилени напади врз она што Израел го нарекува последно засолниште на Хамас. Политичкото раководство на групата, која беше вклучена во разговорите за евентуален прекин на огнот и ослободување на заложниците, беше цел на израелски воздушен напад врз Доха во вторник, предизвикувајќи широка осуда. Катар ќе биде домаќин на арапско-исламски самит денеска, на кој ќе се разговара за следните чекори. Рубио рече дека Вашингтон сака да разговара за тоа како да се ослободат преостанатите 48 заложници што се држат во Газа и да се обнови крајбрежниот појас. Од 48-те се верува дека само 20 се живи. Што се случи, се случи. Ке се сретнеме со израелското раководство. Ке разговараме за тоа што носи иднината, рече Рубио пред да замине за Израел, каде што ќе остане до вторник. Илон Маск повика на распуштање на британскиот парламент и промена на владата. Американскиот милиардер учествуваше на митингот Обединетете го кралството во Лондон, организиран од крајно десничарскиот активист Томи Робинсон. Маск се придружи преку видеоврска и во својот говор повика на распуштање на британскиот парламент и промена на владата, тврдејќи дека Велика Британија не може да чека уште 4 години до следните избори, пишува Guardian. За време на обраќањето Маск предупреди дека насилството доаѓа и им порача на собраните: или ќе се борите, или умрете. Тој нападна левицата тврдејќи дека тоа е партија на убици, коментирајќи го неодамнешното убиство на Чарли Кирк, за кое рече дека било прославено од некој од левицата. Ова не е прв случај Маск да се вмеша во британската политика. Тој претходно критикуваше закони како што е Законот за безбедност на интернет од 2023 година и јавно дискутираше за прашање како што се случаите на злоупотреба на деца. Ова беше се во понеделничкото издание на Поинакви вести. Се разбира, доколку нешто пропуштивте, секогаш може да се потсетите на нашиот YouTube канал на Слободен печат. Бидете добри, утре се гледаме повторно.